Во месец мај 2019 година беше усвоен новиот закон за спречување и заштита од дискриминација, со кој се утврдени облиците и видовите на дискриминација, постапките за заштита од дискриминација, како и составот и работата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Загрижува тоа што и покрај подобрените законски решенија за заштита од дискриминација, во пракса изостанува заштитата на луѓето кои се дискриминирани, воглавно поради неформирањето на новата Комисија за спречување и заштита од дискриминација во предвидениот законски рок во месец август 2019 година. Голем број на луѓе во нашето општество се соочуваат со ограничување на нивните права, нееднаков третман и нееднаков пристап до добра и услуги како резултат на нивниот пол, етничка припадност, здравствена состојба, општествен и имотен статус, политичко верување и други лични својства. Дискриминацијата е проблем кој значително им го отежнува секојдневниот живот на луѓето, со тоа што припадниците на одредена маргинализирана или ранлива група значително повеќе се погодени од постоењето на овој сериозен општествен проблем. Јас сум Надир Усеин. Откако започнав втората година од моето средно училиште, за прв пат осетив нееднаков третман од страна на еден професор, каде што требаше да се избере изборен предмет. Откако почнаа да се одбиваат часовите, секоја недела професорот се обидуваше да ме омаловажи пред другите ученици, односно преку вицеви. Јас му бев предмет на исмејување и предмет за да се смеат другите ученици. Исто така, еден пример, кога за време на Бајрам нели се носат баклава за професорите, сакав да ги развијам и да ги подрбам односите со професорот, па со таа намера му однесов баклава. Имав и еден соученик кој што бил турчин и со така и тој му донесал, но тој мојата баклава ја одбил, додека баклавата на мојот соученик ја прифатил, зарем ја фалеше. И после тоа јас видов дека тој час почна да ми биде одбивен и сакав да се преместам. Пријавив кај класниот раководител, после тоа сум пријавил и кај педагогот и сум го променил изборниот предмет. Јас сметам дека државата не превзема никакви мерки за да се реши проблемот со дискриминацијата во нашето општество, не само за мене во конкретен случај по основа на етничка припадност, туку и по други основи како што се пол, боја на кожа, сексуална ориентација, социјален статус во општеството и така натаму. Сметам дека треба да се формира комисија за заштита на дискриминација поради тоа што граѓаните ќе имаат повеќе можност да се залага за своите права и исто така ќе се разбуди свеста кај другите кои што дискриминираат, така што ќе бидат свесни дека тоа што го прават во општеството дека не е добро. Државата не прави доволно за промовирање на еднаквоста и недискриминацијата во општеството, ниту превзема соодветни мерки за заштита на граѓаните од дискриминација. Самото усвојување на законот, без негова примена во пракса, воопшто нема да придонесе за подобрување на животот на лицата кои се дискриминирани. Неформирањето на комисијата и немањето каде да се обратат за заштита граѓаните кои се дискриминирани резултира со ограничен пристап до правда, продолжување на дискриминаторните практики и продлабочување на нееднаквиот третман и нееднаквоста помеѓу граѓаните во нашето општество. Јас сум трансродова личност, активистка за правата на трансродовите лица и сексуалните работници во Република Северна Македонија. Едно од основачите на Трансформа. Трансформа е иницијатива за заштита и унапредување на правата на трансродовите лица во Република Северна Македонија. Трансродовата заедница во Република Северна Македонија се соочува со дискриминација, стигма и насилство од страна на институциите, од страна на општеството, од страна на здравствените работници, во главном од сите луѓе во Република Северна Македонија. Тоа е затоа што имаме несензибилизирани институции, несензибилизирано здравство, несензибилизирано општество. Можам од лични примери да објаснам на кој начин сум била дискриминирана. Моето име и презиме во личната карта се променети се типично женски, но полот и матичниот број ми се уште
оставени од прошлоста. Значи, полот ми е машки, матичниот број ми завршува со 450. Кога одам во банка, кога ја давам мојата лична идентификација, не идувам на критики и осуда дека давам лажни документи, треба да се објаснувам пред цела полна чекална тука дека тоа не се лажни документи, дека тоа е уствари пропуст на управата за водење на матични евиденции во Република Македонија, бидејќи се уште немаат закон за правно признавање на родот. Одењето во управата, кога имам одено да извадам извод, управителот на управата за водење на матична книга на матичните евиденции ми се има подсмевано за мојот физички изглед и за пропустите во мојата лична карта, тоест за неусогласените документи каде што објаснив типично ми е женско име, а полот ми е се уште машки. За сето тоа имам поднесено приставка, но за жал во нашава држава се уште нема комисија и комисијата не е функционална за заштита од дискриминација и затоа трансродовите лица воопшто не ги пријавуваат случаевите на дискриминација бидејќи нема каде да ги пријават. Лично сметам дека државата не прави доволно за овој проблем, бидејќи како што нагласив, немаме комисија за заштита од антидискриминација, иако имаме закон кој што се донесе пред некое време. Се уште комисијата не е функционална, тоест комисијата не постои. Сметам дека треба итно да се формира нова комисија за заштита од дискриминација, бидејќи само така ќе можеме да ги поднесуваме представките, бидејќи само така ќе може да докажуваме дека сме дискриминирани и сметам дека со сето тоа ќе придонесеме до отворено општество за кое што мечтаеме и живееме. Неопходно е итно формирање на нова комисија за спречување и заштита од дискриминација. Собранието на Република Северна Македонија, односно Комисијата за прашањата околу изборите и именувањата, во најкус можен рок да спроведе транспарентна постапка за избор на новите членови на Комисија за спречување и заштита од дискриминација, преку одржување на јавна расправа и информирање на јавноста за пријавените кандидати, односно нивната професионалност и компетентност. Понатаму, да се овозможи јакнење на независноста на комисијата, поголема професионализација и департизација, како и спроведување на незините проширени надлежности за промоција на еднаквоста и подигање на свеста на јавноста. Јас сум Милица Трпевска. Работам како проектен асистент во Меѓународната организација за миграции, а работното место ми е во регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци. А инаку сум и активистка за правата на лицата со попреченост. Со дискриминација се соочувам буквално цел живот, бидејќи сум родена како лице со попреченост, со целосно оштетување на видот, и дискриминацијата буквално е дел од моето секојдневие. Особено ова се случува кога при користењето на услуги од различните институции, значи во различни инстанции, конкретно се соочувам со проблем што платата морам да ја земам од една конкретна банка, каде што не ми даваат пристап до дебитна картичка. Значи не можам да извадам дебитна картичка како лице со целосно оштетување на видот, бидејќи со образложение дека нивните банкомати се непристапни за лица со оштетување на видот. Значи по таа претпоставка, тоа секако дека тие банкомати се непристапни, меѓутоа тие не ми даваат дебитна картичка која дури би можела да ја користам, односно само би можела да ја користам со помош на друго лице, што јас во моментот го прифаќам бидејќи немаат пристапни банкомати. Воедно, банката наложува за секоја трансакција, за речиси секоја услуга или секоја моје барање до нив, кое треба формално да се поднесе, да го поднесам истото со присуство и подпис на двајца сведоци. Значи, тоа е непоимливо, веќе имаше препорака од поранешната Комисија за заштита од дискриминација дека ова треба да се прекине, дека банките треба да ја прекинат оваа пракса на оневозможување и необезбедување на разумно приспособување за услугите, нивните услуги за лицата со попреченост. Воедно би сакала да кажам дека државата има направено голем исчекор со донесувањето на законски одредби, Законот за спречување и заштита од дискриминација и другите закони кои што треба да бидат усогласени со него, но фактичката состојба е таа дека
поголемиот дел од законските одредби воопшто не се усогласени ниту со Законот за заштита и спречување од дискриминација, ниту со одредбите на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, чиј потписник е нашата држава и кој е ратификувано од страна на нашето собрание. За да се надминат дел од овие проблеми, треба да се формира Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, која што има мандат не само да ја спречи дискриминацијата кога таа ќе се појави, но и да делува превентивно за да создаде едно инклузивно општество во кое што ние не само формално, туку и суштински ќе бидеме еднакви пред законот со другите граѓани. Конкретно во мојот случај, јас чекам да се комисијата да се формира, за да можам да поднесам представка за мојот проблем. Самото формирање на новата комисија е првиот чекор кој треба да биде направен на ова поле, односно неопходно е непосредно по изборот на новите членови да бидат превземени низа предуслови со кои ќе се осигура ефективна имплементација на законот и заштитата на сите дискриминирани граѓани во нашето општество. Првенствено од особено значење е да се посвети внимание на формирањето на стручната служба, која треба да обезбеди поддршка во работата на комисијата преку вработување на соодветни стручни кадри, кои своите обврски ќе ги исполнуваат професионално, независно и одговорно. Исто така да се обезбеди нивна континуирана едукација за јакнење на знаењата и вештините. За зголемување на транспарентноста во работата на комисијата, неопходно е комисијата да подготви стратегија, програми и планови за својата работа со вклучување на сите засегнати страни во овој процес. Да се посвети внимание на подготовката на стратегија за комуникација со јавноста, вработување на лица за односи со јавноста и опремување со солидна информатичка технологија. Комисијата редовно да превзема активности за информирање на населението, за еднаквост и човековите права, како и за механизмите за заштита од дискриминација на централно и локално ниво, во руралните средини и посебно меѓу маргинализираните групи. Комисијата да го обезбеди присуството на јавноста на седниците на комисијата, со почитување на приватниот живот и заштитата на личните податоци на лицата чии представки се разгледуваат. Потребно е редизајнирање на интернет страната на комисијата преку овозможување на полесен пристап до информации, практични алатки, упатство и теркови од различни представки согласно областа на дискриминацијата. Во однос на зголемувањето на отчетноста, потребно е воспоставување на редовна пракса на 6-месечно известување и презентирање на буџетот на комисијата пред собранието. За ефективно справување со дискриминацијата, неопходно е да се развие систем за следење и оценување на незината работа, кој ќе го земе предвид и искуството и очекувањата на лицата кои се дискриминирани. Покрај ова неопходно е да се развијат и внатрешни правилници за собирање на податоци и за постапувањето на комисијата по представки. Поведување на интернет кој ќе овозможи брз и едноставен пристап на сите членови и стручната служба на комисијата до сите релевантни законски прописи, активна и архивирана предметна документација и бази на податоци. Само преку ефективна примена на наведените законски решенија, ние можеме да придонесеме за промовирање на еднаквоста и недискриминацијата во општеството и за подобрување на животот на лицата кои се соочуваат со овој сериозен општествен проблем.